Би сакал на почеток да ве прашам, на почеток на оваа тема, ви се допадна ли ова измината библиска полука? Верувам дека ви се допадна. Мијата сабота кога зборував за оправданието со вера, би сакал сега да повторам, најмногу нагласував дека оправдан со вера не значи тогаш кога тоа се случува, на почетокот на верското искуство, не значи тоа што протестантите тврдат дека значи. Господ те прогласува за праведен. Веќе тоа прогласување, тоа е судски чин и поединечно некој ќе биде прогласен за праведен дури на судот. Го нагласував повеќе она што и Джон Си Вагонер го нагласува и самата Библија, дека оправданието со вера, моментот кога тоа се случува, особено на почеток, представува сето искуство на радикална преобразба на карактерот. Замената на старото со ново срце, каменото со меко срце. Излевањето на Светиот Дух, примањето на Светиот Дух со вера. Духовните дарови, сето оно што го нарекуваме ново раѓање, препород и така натаму, крштевање со Дух Свети. Исто така кажав дека да се биде оправдан според етимолошкото значење на глаголот е да бидеш направен праведен, да бидеш направена праведна. Не значи да бидеш прогласен. Но има нешто што не кажав, а што оправданието со вера значи. Тогаш кога Господ оправдува некого со вера, има уште нешто во сето ова, што не го кажав, немаше ни време тогаш, а што е точно, што и Елена Вајд го кажува, и Джон Си Вагонер го кажува, и протестантите го кажуваат, тука сите се слагаат. Кога Господ оправдува со вера, тогаш на верникот му ја засметува Христовата праведност. Е сега, денес би сакал да зборувам малку повеќе за ова. И, како што неодамна проучував, нема толку да ја повторувам поуката. Всушност, јас не ги повторувам лекциите, туку кажувам нешто што во нив или не е напишено, бидејќи нема ни простор ни време, а е битно, или ако случајно е погрешно поставено, бидејќи новата теологија денес го следи протестантското учење, а тоа не е секогаш исправно. Протестантите мислат дека да ти се засмета Христовата праведност, дека тоа е тоа исто како да бидеш прогласен праведен, како да е тоа судски чин и така натаму. Меѓутоа тоа не е така. Значи, малку повторување беше целата оваа лекција во врска со Аврамовата вера, како што неодамна проучувавме во Галатјаните. Но јас би сакал, еве уште еднаш, да ги прочитаме тие зборови во Битие, 15-та глава, првата книга Мојсеева, 15-та глава, каде што првпат се запишани. Во 5 стих
се вели, како Господ го изведе на Аврама надвор и му рече, погледни на небото и изброј ги звездите, ако можеш да ги изброиш. Со други зборови, не те терам буквално да ги броиш. И му рече, толкаво ќе биде потомството твое. И сега следува нешто битно, иако Аврам тука ништо не направил. Во 6 стих ништо Аврам не направил, ништо не кажал. Видевме за разлика од Петар, кој што сакаше да дава коментари после Христовите зборови. Аврам тука ништо не направил и ништо не кажал. Но што се случило? Случило нешто во неговото срце, нешто што човек од надвор не може да го види. Никој од надвор, освен Господ, не можел да види што се случило. И му поверува Аврам на Господ. И тоа му се засмета за праведност. Ова е многу интересно. Сакаме да разбереме малку по-длабоко што значи тоа му се засмета. Денешната лекција исто така го постави прашањето, што и апостол Павле го поставил, нели, во Римјаните 3 глава, таму на крајот, 31 стих. Дали го поништуваме законот со верата? Повеќето христијани денес се однесуваат како да законот не постои. Па и протестантизмот. Како да е законот укинат. Множи на тој отворено го кажуваат, законот е укинат. Па цитираат некои стихови. Пример, Ефесијаните 2.15. Колосјаните 2.14 и така натаму. Што погрешно се толкуваат. Тие стихови воопшто не се однесуваат на 10 заповеди. Меѓутоа, ако малку размислиме, ќе видиме зашто е тоа така. Другиот по-традиционалниот дел од христијанството, пример во православието, католицизмот, таму повеќе превладува она што исто така го коментиравме минативе седмици. Демек, тоа било стар закон, Стариот завет било стар закон, а новиот завет значи некој нов закон. Сега, кога нешто ќе прогласиме за старо, например, ако 10 заповеди се стар закон, што значи тоа? Пример, законите на Социјалистичка република Македонија, што значат за нас денес? Или законите на Турската империја, или на кралството на србите, хрватите и словенците, и така натаму. Значи, на еден или на друг начин, повеќето христијани се однесуваат како да законот е укинат, а некој тој отворено го кажуваат. На еден или на друг начин. Иако апостол Павле кажал, запишал и со векови стојат тие зборови во Светото Писмо, дека никако, не само што не го поништуваме законот со верата, туку уште повеќе го утврдуваме. Сега, што е проблемот? Кога луѓето ќе речат, например, протестантското евангелие, ако Господ мене во минатото ме спасил, ме прогласил за праведен, тога шо? Значи, готова работа. Јас признам дека сум сгрешил, сум ги престапил 10 заповеди, но Господ сега сум под благодат. Сега не е, шо има ја сега да држам закон, што има ја сега? Поентата, јас бев грешник, Господ ме спаси и готово, тоа е тоа. Со дела не се оправдуваме и така натаму. Како да законот да не постои. И затоа се е дозволено. Сега некои не велат така,
ке речат, добро, се трудиме, значи, ние до нас е да се трудиме, да бидеме што подобри и така натаму. Но ние секогаш ќе си грее, и новата теологија во адвентизмот, истата песна, ние секогаш ќе си грешиме до второто Христово доаѓање. Да, ќе се трудиме, значи, колку што да нас стои, меѓутоа, не сме победници. Не можеме да бидеме победници. Значи, на дефетистичка порака. Да се подсетиме, проучувавме што значеше Христовиот закон од Галатјаните 6 глава, на крајот од септември. Да се подсетиме едни зборови што ги проучувавме уште порано летото. Во Битие 26 глава, 5 стих, што кажа Господ за Аврам? Значи, во 15 глава Господ го оправда Аврам, што Павле нели ќе запише подоцна, како што проучувавме и денес, дека Аврам, таткото наш, се оправда со вера. Тој уште пред да биде обрезан. Значи, во 15 глава Аврам беше оправдан и тоа му се засмета, неговата вера му се засмета за праведност. И дали во Аврамовиот живот тоа значило дека повеќе не постои закон, не постои? Дали Аврам се однесувал како што се однесуваат повеќето христијани од тогаш наваму? Господ повторува во 4 стих овде во 26 глава: и ќе го умножам потомството твое, и како звездите на небото, и ќе му ја дадам на потомството твое сета таа земја, и ќе се благословат преку потомството твое сите земни народи. Овде веќе го читаме и Христа помеѓу редови, Евангелието. Ова се зборови кои што Господ му ги кажува кому? На Исак, на Аврамовиот син. И затоа во 5 стих вели: бидејќи Аврам, че за татко му се, бидејќи Аврам го послуша гласот мој и се покоруваше на заповедите мои, на наредбите мои и на заковите мои. Овие зборови ги цитиравме тогаш, летоска, за да покажеме дека послушноста е исто што и верата, како што Вагонар тврдеше, а лекцијата, следејќи го лутеранското Евангелие, значи новата теологија, тврдеше спротивно. Но сега нема да коментираме за тоа. Важно тука гледаме дека Аврам, иако на почеток, беше оправдан со вера. Уште пред да биде обрезан. Му поверува на Господ и тоа му се засмета за праведност. Сега Господ, кога Аврам, значи на Исак сега му се обраќа, кога Аврам е веќе мртов, дава една оценка за Аврамовиот живот. Аврам го послуша гласот мој. Тоа беше почетокот, кога беше оправдан, кога поверувал. Но, дали само тоа? Дали само тука? Не. И се покоруваше на заповедите мои, на наредбите мои и на законите мои. Значи, Аврам еднаш поверувал на почеток, тоа му се засмета за праведност, и дали престанал со тоа еднаш, или секогаш постојано му беше послушен. Значи, нема еднаш спасен, секогаш спасен. И, например, замислите, во 15 глава читавме беше оправдан со вера, пред да биде обрезан. Сега во 17 глава, кога му се дава заповедта за обрезување, замислите, Аврам вака да реке: шо па сега да се обрезам, ти веќе ме оправда, готово се. Епа, на некој начин така реагираат христијаните. Особено протестантизм. На некој начин. Шо па сега 10 заповеди? Шо па сега ова? Шо па сега ваква храна, онаква храна? Тоа го сметаат за нешто непотребно.
Меѓутоа, аномизмот, значи негирање на законот, игнорирање и на природните закони, и на здравствените закони, и на духовните, значи, беззаконие, аномизмот, нешто е спротивно на легализмот, меѓутоа во суштина е исто. Во суштина е исто. Се однесуваме кон Божите заповеди како да се радиодифузна такса. Значи, плаќам радиодифузна такса тогаш кога законот ме обврзува, а кога владата ќе го укине тој закон, не плаќам, нема више не плаќаме радиодифузна такса. Така се однесуваме кога се во прашање саботата, кога е во прашање моралниот закон, кога се во прашање здравствените закони, се однесуваме како да е тоа радиодифузна такса. Или како што велат муслиманите, алкохол не пиеме, ама затоа пушиме како турци, со други зборови, алкохол не пиеме не ради здравие, туку затоа што шеријатот забранува. Радиодифузна такса. Значи, било да држиме или да не држиме нешто, така, формално правно, и во едното и во другиот случај, легализам или аномизам, промашена работа. Благодата е нешто сосема трето. Благодата е таму каде што е Духот Свети. И во таа сполнина, во таа слобода на Духот, апостол Павле може да рече, се ми е дозволено, ама истовремено Духот толку ме просветлил, тој Дух што ми ја дал слободата, што ме избавил од робство, што ме оправдал, што ме посветил, истовремено толку ме просветлил, што разбирам дека не ми е се на корист. Разбирам многу подобро отколку под законот, што е греф, што е опасно, што не чини, што е проклето, што е благословено и така натаму. Што значи тоа засмета? Гледаме дека после Аврамовиот живот, значи на крајот, Господ дава поединечна оценка за тоа кој каков бил. Затоа судот секој се случува на крајот. Аврам го послуша мојот глас, законите мои, уредбите мои и така натаму. Меѓутоа, Аврам беше оправдан на почеток. Значи, пред да покаже некоја голема праведност. До тогаш единственото дело беше што излегол од татковиот дом и отишел каде што Господ му рекол. И поверува Аврам на Господ и тоа му се прими за оправдание. Тоа му се засмета. Значи, не се работи за Аврамовата праведност. Значи, до тогаш Аврам не покажал некоја голема праведност. Се работи за почетокот. Колкава била нашата праведност на почетокот? Исто така нула. Нула праведност. Може би имало и добри дела и пред да поверуваме, се разбира. Меѓутоа, сето тоа е нула. Затоа што Господ не оправдува според нашата праведност. Тоа е поентата. Но што значи засмета? Зошто засмета? Ајде, кажи, може. Добро. Исто тоа, засмета. Да. Значи, некој на твојата сметка да ти уфрли $6,000. Не само да го покрие. И уште еден биткоин. Сега е над $6,000. Ја кажав пред 2 саботи $4,000. Сега е над $6,000. Продолжува да расте. Сега. Некој на твојата сметка, без твоја заслуга никаква, без ти да направиш ништо, да те збогати. А што е тоа со што те збогатил? Што се средствата? Што му засметал на Авраама? Праведност. Која е таа праведност? Тоа не е ништо.
Тоа е нешто, тоа треба да биде некоја вредност. И тоа е некоја опиплива вредност. За да биде вредност. Вистинска вредност. Што е тоа што Господ го засметува на верниците, тогаш кога ги оправдува? А ги оправдува на почетокот, кога нивната лична праведност е нула. Тогаш Христовата праведност, точно. Значи, Христос ги засметува на вашето конто Христовите заслуги. Благодарам, сестра. И затоа пишува Духот на пророштво дека од тогаш натаму Господ те гледа и те третира како никогаш да не се сгрешила. Никогаш пред тоа. Христовата праведност ти е засметана. Совршената праведност. Со која праведност сакате да се појавите на судот? Со својата или со Христовата? Зошто? Затоа што на судот се суди според Божиот закон. А тој е совршен. И тој бара совршена праведност. Со која праведност сакате да се појавите на судот? Со својата? Со која, на царската свадба, со која облека сакате да се појавите? Со својата или со царската? И кога веќе сме оправдани со Христовата праведност, го нарушивме ли со тоа законот? Напротив, токму затоа што законот ја бара совршената праведност. Затоа што законот важи и ќе важи и во иднина за насудот, затоа нам ни е потребна Христовата. Значи, законот важи, го утврдивме законот со вера. Да немаше закон да беше укинат, тогаш не само со својата, со никаква праведност. Едноставно ќе се однесувавме, ќе можеше да се влезе во Царството Божие како во село без куќиња. Но верата го утврди законот. Затоа што верата покажа дека токму затоа што законот е свет, заповета света, праведна, добра, токму затоа што законот бара совршена праведност и ништо помалце, совршенство и ништо помалце. Токму затоа со нашата праведност не можеме. Токму затоа ни треба Христовата праведност. И законот, се разбира, цело време постои. Ке постои и во иднина за нас судот. Дали треба да се плашиме од судот? Протестантите поверуваат дека на суд нема ни да излезат. Како да е Божиот суд, македонски суд. Но не само што ќе има суд, туку уште од најрани времења знаете како се нарекува. Божиот суд се нарекува страшниот суд. Дали треба да се плашиме од тоа? Од тоа нека се плашат човеколиките мајмуни, кои што гледаат какви кривини да фатат од овие земски судови. Но, ако сти верно Божиот дете, немаш потреба да се плашиш од Божиот суд. Туку ќе се радуваш. Зошто? Бидејќи си облечена во царската облека. Бидејќи си облечена во белата невестинска облека. И таква можеш да го пречекаш Христа, како што е запишано. Бидејќи во Откровение, тоа нека биде последен стих за вечер. Откровение 19 глава. Пред да се појави Христос на чело на небесните војски,
кои што ќе бидат смрт и пустош за новиот светски поредок. Стои запишано во 7 стих: да се радуваме и да се веселиме и да му оддадеме слава, бидејќи дојде свадбата на јагнето. И невестата негова се приготви. Како се приготви? Со тоа што и се даде да се облече во чист, вели тука, и светол висон, 8 стих. А тоа е праведноста на светиите. Тоа е Христовата праведност. Облечени во Христа, ние не се плашиме од Божиот суд. Напротив, сакаме поскоро да дојде, да стави крај на сето ова зло, кое што не соблазнува, кое што не гневи, кое што разочарува, кое што повредува и на сето ова беззаконие, кое што се случува и допрва ќе се случува во овој свет. Нека му е фала и слава вечно. Амин.